Почитувани граѓани на Република Македонија, почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитуван председател на Владата на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани министри, почитувани представници на правосудните органи на Република Македонија, почитувани представници на дипломатскиот кор, представници на верските заедници на Република Македонија, почитуван началник на Генералштабот, представници на медиумите, ценете екселенции, дами и господа. Зад нас оставаме година во која се соочивме со огромни предизвици, како на глобален, така и на домашен план. На конфликтните подрачја на Блискиот Исток, во Северна Африка, во Украина се судираат глобални интереси и се надмудруваат воени стратези. Тие подрачја станаа извор за бројни закани и ризици, но не само во светот, туку и за Македонија. Символично, годината како да започна и да заврши со терористички напади во Париз. Неслучајно беше избран Париз, градот на светлината. Денес, кога Европа е се уште поделена со физички и ментални бариери, европската култура на гостопримливост за мигрантите се соочува со тест. Глобалниот непоредок неминовно се одразува и врз нас. При вакви сложени геополитички и безбедности состојби, годинава се соочивме со сериозни кризи и закани, која разнишаа довербата на нашите граѓани во институциите на државата и во меѓународниот поредок. Првата е политичката криза, втората е безбедностната закана, а третата е мигрантската и бегалската криза. Како председател на Република Македонија, но и како врховен командант на вооружените сили, годинава на надворешно политички план имав активна година во исклучително тешки услови. И внатрешни, и регионални, и глобални. Се фокусирав на остварувањето на стратегиските приоритети, членството во НАТО и интеграцијата во Унијата. Бев посветен на продлабочување на соработката и затварање на отворените прашања со соседите. Продолжив со политиката на отвореност кон сите во надворешните односи, особено во функција на економската и културната дипломатија. Ќе продолжам во иста насока. Бев целосно посветен на прашањата од областа на безбедноста и одбраната. Во се што правев ги чував интересите и достоинството на државата и на граѓаните. А тоа беше повеќе од неопходно, бидејќи достоинството на државата беше доведено во прашање. Почитувани сограѓани, во изминатите 6 години имавме 3 политички кризи, секоја посериозна и подлабока од претходната. Толку долго и толку често обстојуваме во политички кризи, што некој забележува дека кризата стана наше секојдневие. На што се должи тоа? Минатата година од ова исто место реков дека клучниот збор за 2015-та треба да биде диалог. Но диалогот изостана. Политичкиот воздух стана толку загаден од сомнежи и меѓусебни обвинувања, што почна да го гуши македонското општество. Поради политичката неодговорност го добивме договорот од пржина. Добивме договор меѓу политичките лидери на кои уставниот поредок не им беше доволен за да се сретнат, да седнат и да се договарат. Наместо во институциите на државата отидоа да се среќаваат на други места и во други формати. Ќе се воздржам од натамошен коментар, но ќе го кажам само ова. Нивна беше одлуката, нивна и одговорноста за пржина. Оние кои си презеле обврска треба и да си ја исполнат. Почитувани присутни, како председател бев прозван во јавноста во медиумите меѓу граѓаните. Се пишуваше и зборуваше дека ме нема и дека не сум активен. Граѓаните треба да знаат дека расплетот на секоја политичка криза во изминатите 6 години беше на моја иницијатива. Како председател на Република Македонија и во 2011-та и во 2012-та ги собирав лидерите на политичките партии во мојот кабинет, се додека не се најде решение. И за последната криза постојано истакнував дека мојот кабинет е отворен за лидерските средби. Но некои политички лидери не сакаат да доаѓаат кај председателот на Републиката. Тие за жал и денеска ги оставија своите места во домот на демократијата празни и сносат дел од одговорноста за состојбата во која ни се наоѓа државата. Граѓаните треба да знаат дека моите напори во решавањето на кризата не секогаш ги истакнував јавно во интерес на диалогот меѓу лидерите.
Сакав да им оставам доволно време и доволно простор тие самите да дојдат до решение. Мојата цел не беше мојот личен рейтинг, туку решение на оваа криза. Како и досега, јас никогаш не си ги препишувам заслугите, ниту пак барам пофалба за нешто што е моја должност. А како председател и врховен командант, должност ми е да се грижам за државниот интерес. Бидејќи цврсто верувам дека наместо власта и моќта, државата треба да ни биде пред се. А државата сме сите ние, граѓаните на Република Македонија. Неодговорното однесување на политичките партии неповолно се одрази и врз евроинтеграцијскиот процес. Европската комисија долго време го одлагаше извештајот за напредокот, бидејќи постоеше опасност сами да си ја одложиме иднината. А можеше да си ја одложиме со наше неодговорно однесување. И се уште можеме. Наместо извештај за напредок, добивме извештај за стагнирање. По 7 години наместо датум за членство добивме условна препорака. Се разбира, главната причина зашто Македонија е блокирана е грчкото вето. Тоа никој не може да го оспори. Но кога знаеме дека е тоа така, тога зошто покрај овој постоечки да создаваме и нов внатрешен проблем? Пречка за интеграциите веќе не е само наметнатиот проблем со името, туку и проблемот што го имаме со самите себе. За жал, и овој пат оставивме тој проблем да ни го решаваат други. Извештајот на Европската Унија е објективен. Во една реченица дури е посечен и коренот на повеќето кризи со кои се соочуваме, а тоа е дека недостатокот од политички диалог и тешкотиите при постигнувањето консензус околу прашањата повторно ја истакнаа политичката култура на поделеност во земјата. Исправете ме ако грешам, но политичка култура на поделеност е само елегантно име за политичка некултура. Ова е лекција како не треба да се однесуваат политичките партии. Граѓаните ја дале довербата затоа што очекуваат напредок, а не назадување на веќе изградените вредности. Мораме да се тешиме со тоа што ќе истакнеме дека стагнацијата е последица на блокадите. И тоа е точно. Постојано апелирав кај Европската Унија да го промени својот однос кон Македонија. Ја користам секоја прилика на нашите соговорници од Унијата да укажам на спиралата на блокадите, дека секоја блокада создава услови за нови блокади. Не сакам да бидам погрешно разбран. Ја уважувам улогата на меѓународните посредници што се вклучени во надминувањето на оваа сериозна политичка криза. Но истовремено, токму од меѓународната заедница бараме да ја отстрани главната причина за создавањето на последните политички кризи, а тоа е статус-кво состојбата во интеграциите на Република Македонија. Затоа потребен ни е нов пристап, и тоа двостран. Ние треба да го промениме нашиот пристап кон Унијата, кон нашите европски приоритети и реформски процеси. 7 години имаме слични забелешки во извештајот на Европската комисија. Треба безусловно да се фокусираме на реформите и да престанеме да чекаме некој друг да ги заврши работите наместо нас. Кога велам нас, мислам и на власта, и на опозицијата, и на судството, и на образованието, на сите сфери. Но исто така и Унијата и НАТО треба да го променат својот пристап кон нас. Да не одоговлекуваат и да не бараат изговори за нови блокади. Известноста и достижноста на македонската европска интеграција решително ќе го придвижи нашето општество кон достигнување повисоки вредности, кон посилен економски и посуштествен демократски развој. Дами и господа, и како што отсуството на политичкиот диалог доведе до политичка криза, така политичката криза ја отвори вратата за безбедностите закани. Се соочуваме со постојани глобални предизвици кои се директни закани по нашата национална безбедност. А заканите доаѓаат од повеќе места. Од насилниот екстремизам и радикализам, од странските терористички борци, од регионалните екстремни групи кои се стремат кон промена на границите за остварување на големо националистички идеи, од така наречениот исламски калифат, од транснационалниот организиран криминал. Истовремено, безбедностното обкружување е променето. Грција повеќе не е одбранбениот зид на Европа. Границите на Европската Унија и НАТО се порозни. Се сочуваме со нов вид агресор. Тој е поединец, растен и едуциран во западните демократии.
носи цивилна облика, произведен е во инкубаторите на регионалните конфликти и кризи, инспириран е и мотивиран за насилни акти против човештвото, жеден е за свирепост, крв и публицитет. Негова цел е да предизвикува застрашување. Тоа се случи во Париз, но и претходно во Бејрут, Бамако, Мумбај. Жителите на овие градови се свесни за ваквите закани кои веќе стануваат и наша реалност. Затоа треба да бидеме свесни за заканите и да се прилагодиме на новата реалност. Покрај овој нов агресор во нашиот регион се уште не е искоренет стариот етнички мотивиран насилен екстремизам. Почитувани присутни, на 9 мај мирниот живот на Куманово беше загрозен од насилни екстремисти и терористи кои дојдоа да го разбијат мирот со животот, демократијата и поредокот во Македонија. Сакаат да го нарушат територијалниот интегритет и да ја дестабилизираат државата. Долго време предупредував за оваа опасност. Уште на почетокот на годината побаравме помош од 17 партнерски служби на земјите од Европската Унија, НАТО и земјите од регионот. За жал, размената на информации со цел да се изврши превенција на намерите на групата не даде резултат. Бевме оставени сами на себе. Но и сами храбро и професионално успеавме да излеземе на крај со оваа сериозна закана. Точно е дека во борбата против заканите најуспешни се превентивните акции за кои граѓаните нема ни да начујат дека се случиле. Но граѓаните треба да знаат дека со акцијата во Куманово спречивме извршување на координирани терористички напади низ повеќе градови во Македонија. Спречивме масакри и крвопролевања какви што неодамна видовме во Париз. Затоа сакам уште еднаш да изразам благодарност на припадниците на полицијата за нивната пожртвуваност, но и до нашите сограѓани во мултиетничко Куманово, кои решително му се спротиставија на увезениот екстремизам, бидејќи како што припадниците на полицијата ја одбранија безбедноста, така граѓаните на Куманово го одбранија македонскиот модел на соживот и почитување на различностите. Зар има поголем влог во градењето на нашата татковина Република Македонија? Ценети присутни, траумите од Куманово ни се уште свежи. Државата загуби 8 храбри припадници на полицијата. Семејствата загубија своји синови, браќа, сопрузи, татковци. Уште тогаш реков дека сторителите и сите вклучени во овој терористички чин скапо ќе платат за тоа што се обидоа да и го сторат на Република Македонија и нејзините граѓани. Денес тие се изнесени през лицето на правдата. Останува судството достојно и професионално да си ја заврши својата работа. Случајот во Куманово е школски пример како не треба да се однесуваат државите и службите во постигнување на регионалната безбедност. Се покажа дека како регион соработуваме во сите сфери, но најмалку во областа на безбедноста. Поради недоволната размена на податоци, недостигот на соработка и комуникација, но и немањето доверба меѓу државите и службите, зата и системот за превенција. Куманово беше лекција за регионот, но и за нас. Во екот на политичката криза и медиумското разногласие на протести и контрапротести, Куманово беше момент на отрезнување за политичките партии. Само еден ден по Куманово го свикав Советот за безбедност и ја повикав опозицијата да учествува на седницата. Со тоа во зенитот на безбедностната закана започна да се расплетува и политичката криза. И додека траја партиските препукувања, низ Македонија почнаа да менуваат мигранти и бегалци. Ќе ве потсетам дека пред избувнувањето на конфликтот во Сирија се вознемирувавме кога нелегално минува 1000 до 2000 мигранти годишно. Во првите неколку години од конфликтот во Сирија бевме загрижени поради десетици илјади бегалци годишно. А сега, пред само 2 месеци во октомври, само во текот на неколку часа имавме околу 14.000. Ова година низ Македонија минаа над 700.000 бегалци и мигранти. Тие потсетија дека Македонија и Балканот се главниот коридор и порта што ја поврзува Европа со Блискиот Исток и Африка. Нашата способност како држава и општество да се справиме со овој предизвик е ставена на тест. Од почетокот на кризата се подпираме врз собствени ресурси и минимални билатерални донации.
Благодарни сме за странската финансиска помош која целосно е наменета за хуманитарниот аспект од бегалската криза. Од друга страна, сите трошоци за безбедносниот аспект на мигрантската и бегалската криза надминуваат 12 милиони евра. И сите се на наш грб. Непланираните трошоци што произлегуваат мигрантската криза мора да се земат предвид при изработката на следните буџети. И покрај сето тоа, како држава правиме се што е во наша можност да ги исполниме сите наши меѓународни обврски за хуман третман на мигрантите и бегалците. Дами и господа, мигрантската и бегалската криза е еден од најголемите предизвици со кои се соочуваат државите и човештвото во последниот половина век. Многу идеали, принципи и политики паднаа на нејзиниот тест, вклучително и европските политики и механизми. Сепак над небото на Европа останаа неколку светли точки. Европската унија беше затекната во случајот со мигрантите. Првиот пропуст на Унијата е нефункционалниот механизам за распоредување на бегалците во земјите членки со така наречените квоти. Вториот пропуст на Унијата е што дозволи нејзини земји членки да не ги регистрираат бегалците и мигрантите. Третиот пропуст на Унијата е што дозволи земји членки да носат едностранни одлуки. Република Македонија ги сноси последиците од овие пропусти на Унијата. Ги трпиме последиците од немоќноста на нејзиниот кризен менеджмент да се справи со заканите и со ризиците. Како безбедносна закана, така и мигрантската и бегалската криза не потсети дека сме оставени сами на себе. Дека ако прво сами себе си не си помогнеме, никој друг нема да ни помогне. Затоа, наместо реактивни, решивме да бидеме проактивни. Наместо да се повлекуваме пред мигрантскиот бран, решивме да го контролираме и да го насочуваме. Бевме првата држава во Европа која не е членка на Европската унија, а која прогласи кризна состојба за закана од илегална миграција која доаѓа од територијата на Унијата. Го активиравме кризниот менеджмент. Како председател и врховен командант, постојано ја следам безбедносната состојба на нашата татковина. Повеќе пати бев во обиколка на нашата јужна граница. Се среќавав и со полицијата, и со армијата, и со хуманитарните организации, и со мигрантите. Донесов одлука за ангажирање на армијата на Република Македонија за поддршка на граничната полиција. Благодарение на тоа спречивме голем број илегални преминувања. Во рамките на моите меѓународни активности оствари бројни средби со европските лидери. Во секоја прилика инсистирав Република Македонија да биде на масата кога Европската унија ќе носи одлуки за мигрантската и бегалската криза. Од нашите партнери во Унијата барав да ни овозможат да бидеме дел од решението, а не дел од проблемот. Проактивниот одговор на Македонија во справувањето со мигрантската криза беше забележан и во Европската унија и во НАТО. Нашите заложби дадоа очигледен резултат. На покана на председателот на Европската комисија, господинот Јункер, учествував на вонредниот Европски самит за мигрантската криза. На самитот успеавме да се избориме за нашите државни интереси. Почитувани присутни, постојат кругови во Европа кои мислат дека ако бегалските кампови се подалеку од Европа, тогаш Европа нема да има проблем. Сега бегалските кампови се во Турција, Јордан, Либан. Имаше предвози да отвориме бегалски кампови на нашата територија. Се споменува бројки од 20 па 30.000 луѓе. Категорично ги одбив таквите барања. Јасно ставив до знаење дека Македонија е само транзитна земја и дека како транзитна земја имаме капацитет од само 2000 лица во нашите припремени транзитни центри. Нашиот став го бранам на секоја средба, бидејќи секое зголемување на овие бројки ќе значи зголемување на безбедносните ризици за Македонија, а тоа никако нема да го дозволиме. На вонредниот состанок во Брисел, на кој за прв пат рамноправно седнавме на маса, инсистирав на распоредување на силите на Фронтекс. Инсистирав на поголема соработка од страна на нашиот јужен сосед. За овие барања во два наврати разговарав и со грчкиот премиер Ципрас. Моите заложби вродија со плод. Неодамна Грција формално упати барање до Фронтекс за распоредување сили на грчко-македонската граница. Нивната задача ќе биде да вршат проверка и регистрација на мигрантите кои сакаат да влезат во Република Македонија.
Од господинот Ципрас доби ветување за поинтензивна соработка и комуникација меѓу грчките и македонските безбедности служби. До повеќе европски држави упативме барање за полициски службеници и опрема за заедничко справување со мигрантската криза, заштита на границите и контрола врз мигрантите. Минатата недела повторно се сретнав со председателот на Европскиот совет, господинот Туск. На средбата истакнав дека помагајќи и на Македонија, Унијата си помага самата на себе. А има и зошто. Македонија има јасна, доследна и координирана политика во однос на мигрантската и бегалската криза. Но и председателот Туск има одговорен пристап кон мигрантската и бегалската криза, особено за безбедносниот аспект. Ме радува што имаме пријател кој пред лидерите во Европскиот совет ја пренесува нашата загриженост и нашите барања, особено од безбедност на природа. Благодарение на се во ова, Европскиот совет ги разбира и ги почитува нашите државни интереси. За тоа зборуваат и заклучоците на Европскиот совет. Ценети присутни, мигрантската криза ги стави на вистинска проверка сите надлежни институции во држава. Наспроти забелешките за нефункционалност на институциите, по прогласувањето кризна состојба, Македонија е редок пример за успешно справување со мигрантската криза. Македонските институции, иако се оставени без речиси никаква директна билатерална помош од европските институции, успешно се справуваат со секојдневниот прилив на бегалци. Со се што правевме, дури во услови на политичка криза и безбедност на закана, не дозволивме да бидат нарушени безбедноста на граѓаните и интегритетот на државата. Не дозволивме и нема да дозволиме Македонија да биде колатерална штета и нашите граѓани да ги трпат последиците од неуспехот на европските политики. Научивме лекција од политичката криза, бидејќи кога ние сами не одлучуваме, тогаш други одлучуваат и за нас. Не дозволивме да ја направиме истата грешка при ескалацијата на мигрантската криза. Не дозволивме да се носат одлуки за нас, без нас. Самоуверено и одлучно се справуваме со предизвиците. Како држава изненадевме многу кои не очекуваат територијално мала држава како Македонија да биде толку отпорна и цврста пред заканите. Ја стекнавме довербата и почита на нашите сојузници кои во Македонија почнуваат да гледат се позначаен партнер. Партнер способен да излезе на крај со предизвиците што ги носи новиот светски непоредок. Партнер на кој можат да сметаат. Замислете само колку ќе беше добро ако и политичката криза ја решававме со вакво чувство за одговорност и државност. Почитувани сограѓани, се ова беше неопходно, особено по Париз, кога се создаде новата реалност во Европа. Нашиот континент е нападнат од насилни екстремисти и радикали. Досегашните вербални закани против Европа сега веќе стана конкретни и зедоа многу човечки животи. Коридорот што го отворија бегалците почнаа да го користат не само економските мигранти, туку и криминалните мрежи и терористите. Македонија се соочува со закани и со ризици по националната безбедност, кои се последица на регионалните кризи и конфликти. Станувајќи свесни за надворешните ризици и опасност, прогласивме кризна состојба. Свикав 2 итни седници на Советот за безбедност. Првиот пат се случи Куманово, а вториот пат кога се случи Париз. Можам да ви кажам дека на двете седници се бранеше државниот интерес. И тоа од сите присутни, независно од нивната политичка припадност. Советот за безбедност е пример како преку конструктивен диалог да се гради единство околу државниот интерес. Тоа придонесе да се зацврсти чувството за одговорност кон државата. Но тоа е само почеток. За да одговорим на сите овие закани, ќе мора да се менуваме. Нашите институции треба да се навикнат да работат во состојба на постојана криза. Овие закани и ризици нема да исчезнат преку ноќ. Субјектите на системот за национална безбедност мора да се променат за да го заштитат територијалниот интегритет, унитарниот карактер и суверенитет на државата и да го обезбедат со животот и имотот на граѓаните. Искуството покажува дека разузнавањето и специјалните операции се најдоброто оружје во денешното безбедносно опкружување. Тоа е нашата прва линија на одбрана против заканите кои се последици од регионалните кризи и конфликти.
Ние мораме да ги трансформираме нашите разузнавачки капацитети и да изградиме нови, за да можат да држат чекор со природата на овие закани. Но националната безбедност е дел од пошироката меѓународна безбедност која денес е неделива. Блокадата за членство во НАТО неминовно се одразува и врз ефикасноста на нашиот систем за одбрана и за безбедност. Соочувањето со новите закани, како и кризата со бегалците, наметнаа потреба од интензивна комуникација и соработка меѓу службите, како и ефикасност во извршувањето на задачите од страна на институциите кои имаат законски надлежности во одбраната и во безбедноста. Новите закани и безбедностни предизвици ќе ги редефинираат мисијата и задачите на армијата како витален стол на одбраната на Република Македонија. Почитувани пратеници, безбедноста нема цена. Затоа, како председател и како врховен командант, постојано потенцирам на неопходноста од зголемување на буџетот за армијата на Република Македонија, ревизија на законите и спроведување на неопходните реформи. Потенцирам на неопходноста од техничка надградба, кадровски капацитети и спроведена оправдана финанска потреба за субјектите кои учествуваат во превенцијата и во спровувањето заканите. А закани има многу. Повеќе од 1000 странски терористички борци од целиот Балкан во моментов се на боиштата во Сирија и во Ирак, но и во другите кризни региони. Меѓу нив има и македонски државјани. Тие од Балканот заминаа како екстремисти, а некои се враќаат како терористи. Надлежните институции ги преземаат сите неопходни мерки за зачувување на безбедноста и на сигурноста и информираат. Сепак не е доволно само да се справуваме со последиците. Мора да се справиме и со причините за радикализмот и за екстремизмот. Против радикализмот, екстремизмот и тероризмот треба да се бориме не само со вооружените сили и со органите за безбедност, туку и преку медиумите, цивилното општество, културата, верските заедници, училиштата и самите семејства. Притоа во никој случај не смееме да гледаме на светот како црно-бел. Во Македонија имаме вековен соживот меѓу христијаните и муслиманите. И тоа не ги направи христијаните помалку христијани, ниту пак муслиманите помалку муслимани. Напротив, и едните и другите се побогати со тоа искуство. Затоа да и помогнеме на исламската верска заедница во незините напори за борба против изолираните екстремни поединци и за спречување на радикализацијата. Почитувани присутни, крајно време е од овие кризи и закани да извлечеме поуки. Од политичката криза да научиме дека кога партискиот и личниот е над државниот интерес, тогаш цената ја плаќаме сите. Дека кога ние сами не одлучуваме, тогаш други одлучуваат и за нас. Од безбедностната закана да научиме дека кога сме меѓусебно разединити, непријателите полесно можат да се протнат меѓу нас. А тогаш најчесто сме оставени сами на себе. И ако први сами не си помогнеме, никој друг нема да ни помогне. Од мигрантската и бегалската криза да извлечеме поуки за тоа колку штета се прави со некооперативност, некомпетентност, волунтаризам и самоволија. Согледавме дека постојат недоследности во системот, што се последица на кратковидост, недоверба и отсуство на чувство за државност. Да научиме дека само кога постапуваме како суверена држава, тогаш не почитуваат и ни одаваат признание. Тука има лекции за Европската унија и за НАТО, а тоа е дека цената на неодлучноста е повисока од цената на одлучноста. Ако навреме го интегрира регионот, денес Шенген границите ќе беа позаштитени, а одговорноста на државите ќе беше поделена. Ако бевме дел од безбедносниот систем на Унијата и на НАТО, и ако имавме пристап до базите на податоци, тогаш уште поуспешно ќе се справувавме со кризата. Неопходно е тоа да се промени. Имаме и стратегиски и национални приоритети. Членство во Европската унија и во НАТО. Но главен приоритет за 2016-та е да имаме функционална држава, што го одржува јавниот ред и мир, што се грижи за безбедноста и за одбраната и создава услови за владење на правото. Функционалната држава е гаранција за слободата, демократијата и економскиот просперитет.
Затоа од сите овие кризи и закани неопходно е да излеземе како држава во која институциите не создаваат, туку ги решаваат проблемите на граѓаните. Држава во која растат приватните бизниси и се намалува преголемата бирократизираност. Држава во која владеат законите, а не алчноста на поединците. Држава во која правото важи еднакво за сите. Држава на правда и поредок во која ќе се врати довербата на граѓаните во судството. Доверба дека секое стекнато право подразбира и одговорност и дека секој кој носи одлуки превзема одговорност за своите постапки. И токму судството, почитувајќи го словото и духот на законот, има задача да ја утврдува вистината и да ја дели правдата. Почитувани пратеници, преку народните канцеларии годишно добивам стотици писма од граѓаните во кои го искажуваат нивниот револт и незадоволство поради неодговорно однесување на политичките лидери. Граѓаните се револтирани затоа што се дозволи други да се грижат за нас повеќе од самите нас. Револтирани се што наместо во институциите на државата трчаме во амбасадите на странските држави. Идната година прославуваме четврт век од независноста и сувереноста, а дозволуваме некој друг да ни го моделира политичкиот и правниот систем. Крајно време е да го надминеме овој погубен синдром на сервилност, да престанеме да се однесуваме како гости во сопствениот дом. Државниот интерес мора да биде приоритет на секој еден од нас, и на партиите, и на институциите, и на цивилното општество, и на медиумите. Ценети присутни, не случајно ги спомнав и медиумите. Сведоци сме на деградација во медиумскиот простор. Јавната пристојност и професионалност станаа исклучок наместо правило. Секој сноси одговорност за ваквата состојба. Затоа сакам да порачам неколку работи. Медиумите се совест на општеството. Затоа, почитувани представници на медиумите, вие треба да бидете најсилниот ревизор на работењето на институциите пред собствените граѓани. Не смеете да дозволите да ви наметнуваат правила и стандарди. Да бидете мегдан за партиски препукување и алатка за остварување на нечии интереси. Не смеете да трпите какви било влијанија, како од политичарите, така и од другите моќници. Мора самите да се изборите за најдобрите решенија кои ќе овозможат медиумите да си го вратат достоинството и угледот. Медиумите мора да се изборат за нивната вистинска улога во општеството. И јас сум бил новинар. Знам дека еден човек може себе си да се нарече новинар само доколку новинарскиот занает го разбере како одбрана на вистината, како одбрана на јавниот и државниот интерес од самоволието и од посебните интереси на кој било моќник, политичка партија, бизнис, религија. Тоа е особено важно денес, кога се подготвуваме за избори. Почитувани сограѓани, демократијата, правдата и слободата не се освоени еднаш за секогаш. Во светот во кој милиони се без собствен дом и без собствена држава, ние сме навистина среќни и привилегирани. Но со правата следува и одговорноста. Идната година ќе биде тест на кој треба да покажеме што сме научиле во изминатиот четврт век независност и демократија. Дали научивме да се однесуваме одговорно? Дали умееме заедничките да ги ставиме пред личните интереси? Дали умееме државните да ги ставиме пред теснопартиските интереси? Дали сме достојни да се наречеме патриоти? Најверојатно во 2016-та нема да има помалку предизвици отколку во 1991-та. И тогаш владееше неизвестност и криза. Имаше омраза, прогони, етнички чистења, имаше реки бегалци. Но не од Блискиот Исток или Африка, туку од нашиот регион, од нашата поранешна држава. Почитувани пратеници, во таков турбулентен период, ние во Македонија успеавме да изградиме единство што ги надмина сите политички, идеолошки, етнички и верски разлики. Имавме референдум за независноста на кој граѓаните гласно се изјаснија дека сакаат да бидат своји на своето. Во ова исто собрание, вашите претходници ги донесоа клучните документи за нашата државност. Декларацијата за сувереност и независност, Уставот на Република Македонија, основните закони.
Во ова исто собрание, вашите претходници едногласно ја донесоа декларацијата за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава. Во наредните години тие едногласно донесоа одлуки и декларација за стапување на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија. Зато овие историски одлуки стоја не само политичките партии, туку и целото македонско општество, независно од етничката, верската или која било друга припадност. Ве повикувам по изборите на 25 годишнината од независноста да постигнеме обединување околу клучните стратегиски цели на државата. По изборите едногласно да ги обновиме заветот и посветеноста кон европската и евроатланската интеграција. Едногласно да ги обновиме декларациите за членство во Европската Унија и во НАТО. Се разбира, валидноста на тие декларации нема да зависи само од тоа кој гласал за нив. Валидноста ќе зависи од самите избори, бидејќи изборите ќе бидат најгласната декларација, најгласниот референдум за тоа каде сака да оди оваа држава. И при тоа не е само важно кој ќе биде избран во ова собрание и кој ќе ја избере владата, туку и како тоа ќе се спроведе. Бидејќи граѓаните на изборите не кажуваат само кој да владее, туку и како да се владее. На овие избори ние немаме право на грешка. Кога велам ние, мислам и на политичките партии, и на власта, и на опозицијата, и на медиумите, и на цивилното општество, и на институциите на државата. Ќе се следи секој чекор, ќе се одмерува секој збор. Мораме да се однесуваме одговорно и достоинствено, но не заради меѓународната заедница, заради Брисел и Европската Унија, туку заради нашите граѓани. И покрај сите предизвици со кои се соочуваме, сепак во економијата покажуваме позитивни резултати. Тоа се должи на посветеноста на сите субјекти вклучени во економскиот раст и развој на Република Македонија. Овој успешен модел мора да се почитува и во иднина. Без разлика на резултатот на овие, но и на сите идни избори, критично за Македонија е да ги продолжи политиките во делот на привлекувањето на странски директни инвестиции, вложувањето во слободните економски зони и отварањето нови работни места. Неопходно е да продолжи создавањето поволна бизнис клима како за странските, така и за домашните инвеститори. Зошто е се во ова важно? 3 нешта барат граѓаните: слобода, сигурност и надеж. Правната, економската, општата сигурност како гаранција за слободата и економскиот просперитет. Но за да го обезбедиме сето тоа, неопходна ни е сувереност, безбедност и државност, што може да се постигне само со единство. Тоа не е единство што лебди во воздух, туку единство околу државните интереси. Драги сограѓани, пред повеќе од една деценија, кога Македонија се најде на крстопат, во еден познат текст што го напишав, го реков следното: гледаме зрак на надеж, светло во тунелот. Сакаме да веруваме дека тоа не е зрак на метеор, ниту пак светло на воз во тунел. Имаме чувство дека ќе биде добро. Да, ќе биде добро, но единствено доколку по се тоа што досега ни се случи и се уште ни се случува, да сватиме дека мораме да комуницираме, да иницираме, да соработуваме, особено со соседите. Да сватиме дека мудрите, а не силните, се борат за своите државни и национални интереси, а по мудрите пак ги бранаат и ги уредуваат своите држави така што обезбедуваат и самопочитување и почитување на другите. Како тогаш, така и денес повторно гледам зрак на надеж. Таа моја надеж не лебди во воздух, туку е втемелена врз цврсти основи. Се темели врз диалогот што конечно почна да се одвива токму каде што му е местото и каде постојано повикував, во институциите на државата, во собранието на Република Македонија. Се темели врз зачетокот на чувството за државност и државен интерес кај учесниците во политичкиот процес. Врз соработката меѓу власта и опозицијата околу државните прашања во Советот за безбедност. Надеж ми влева пожртвуваноста на нашите херои во Куманово и посветеноста на нашите војници кои ја чуваат границата и слободата, но и нашите сограѓани од мултиетничко Куманово кои решително му се спротиставија на екстремизмот.
Надеж ми влева македонскиот модел на соживот и почитување на различноста, изразен во Крушевскиот манифест, Асномските декларации, но и во Охридскиот договор, вграден во Уставот на Република Македонија. Надеж ми влева сплотеноста меѓу граѓаните на Скопје и Тетово против загадениот воздух, независно од нивната етничка и верска припадност. Надеж ми влеваат младите кои барат подобро образование и подобра иднина тука во Македонија. Надеж ми влева солидарноста кон нашите сограѓани во подрачјата што беа зафатени со природни непогоди, но и се поголемата свест за лицата со посебни потреби. Надеж ми влеваат Црвениот крст, сите хумани граѓани кои споделија вода и храна со стотиците илјади бездомници, мигранти и бегалци кои минаа низ нашиот дом. Надеж ми влева секој успешен студент, научник, спортист, уметник, предприемач, секоја нова инвестиција и секое ново работно место. Тоа е надежта за Македонија. Не велам дека ќе биде лесно, напротив, ни предстои тешка година. Светските текови нема да не заобиколат и затоа треба да бидеме максимално подготвени. Мора да внимаваме со внимание да ги следиме случувањата во Европа и во регионот. Но за да го постигнеме тоа, мораме да бидеме одговорни. Секој, а посебно носителите на политички и јавни функции, мора да се однесуваат одговорно. Секој да се соочи со својата одговорност. Минуваме низ 3 кризи, кои се истовремено и 3 можности да излеземе посилни и сплотени, а не послаби и разединети. Затоа, сега не е време за обвинување, туку за обединување. Не е време за тесно партиски препукувања, туку за одговорно однесување. Да изградиме култура на политички диалог преку кој се гради единство околу државните интереси. Сите ние, и македонци, и албанци, и турци, и срби, и роми, и власи, и бошњаци, и христијани, и муслимани, и евреи, и атеисти. Само така ќе излеземе од меѓусваниот круг на кризите и само така ќе престанеме веќе еднаш да ги повторуваме грешките. Драги сограѓани, без разлика на сите предизвици, продолжуваме да се надеваме и да веруваме во Македонија. А можеме да се надеваме само на она што искрено го посакуваме. Нашата надеж е длабоко поврзана со нашата желба за праведно општество во кое сите имаат еднакви слободи, права и напредок. Општество кое се потпира врз 2 вредности: мирот како грижа за добросостојбата и достоинството на граѓаните и вистината како предуслов за правдата. Верувам дека одговорни, сплотени и подготвени можеме да се соочиме со се што ќе ни донесе неизвестната иднина. Ви благодарам.